Цивил медија. Граѓанскиот сектор во изминатите 20 години може би нема да го коментирам многу, меѓутоа од денешен аспект и гледајќи го јас од моја страна, граѓанскиот сектор навистина цврсто ги има поставено темелите веќе, каде што државата треба да се потпира на тие темели. Граѓанскиот сектор во областа каде што јас бев насочена многу години уназад, тоа е бегалската криза која што ја зафати нашата земја, беше тој првиот, не државата, граѓанинот беше и граѓанскиот сектор. Ако не беше граѓанинот, ако не беше граѓанскиот сектор, државата некако отпосле дури дозна дека имаме ние бегалска криза. Но не и се, ја буткавме работата и навистина ја избуткавме до онаа точка каде што требаше законот да се имплементира за доброто на тие страдалници, тие бегалци. Законот успеа да го имплементираат дури тогаш кога возовите земаа многу жртви, кога во Македонија закопавме над 50 или 60 бегалци, дури тогаш државата свати дека ние навистина сериозно имаме бегалска криза. Но работата на граѓанскиот сектор, сега овде во овие неколку минути ја би ја представила низ работата на Цивил. Да, растеле уназад тие, како Цивил. И од кога созреале веќе цврсто на нози, пред неколку години работно ме посетија во Велес и седејќи така разговарајќи, почнаа да ме прашуваат како јас се снаоѓам, што правам, како ја го менаџирам сето тоа и работата со бегалците. Кога почнав да им објаснувам дека се е тоа толку ниско и толку мизерно, на таков начин што навистина многу од луѓето не знаат како јас тоа го правам, потребно ми беше да ги собирам и овие пластични флаши, за да ги полнам па да им ги давам на луѓето. Цивил тогаш, како да заборавија зашо дојдоа работно кај мене. Ги насолзија очите, па Петрит и Џабир само се брцнаа во џебовите, ги извадија ситното што го имаа за дента за ручек за во Велес, ми го подадоа и ми рекоа ајде оди купи вода за бегалците. Ете, тоа беше граѓанскиот сектор, тоа беше Цивил. А сега, денеска би сакала да им го честитам овој ден, почетокот на 20 дена активизам и само со 20 цвета од името на сите овде да им го честитам овој ден.